Разговараме со капитенот на националната ракометна репрезентација Кирил Лазаров за престојното светско ракометно првенство, за нашите противници, за баражот со Чешка, што покажа оној двомеч со чесите, поразот и големата победа, за неговата кариера, за кампот кој го организира, за иднината на македонскиот ракомет. Кирил Лазаров ексклузивно за телевизија Нова. Лазаров, македонската национална репрезентација ги доби противниците за светското првенство. Се наоѓаме во една исклучително тешка група. Практично мини светско првенство се случува во нашата група за мундијалот во Франција. Кои се твоите први впечатоци со оглед на фактот дека во групата се репрезентации како Шпанија, Словенија, Исланд и нашиот должник Тунис? Да, видите, неблагодарно е сега и многу рано да се прогнозира. Треба да видиме ние во каква ситуација ќе бидеме за 6 месеци. Се најавува некое подмладување на нашата ракометна репрезентација. Меѓутоа, најважно за нас е тоа што успеавме после еден лош период да го израдуваме македонскиот народ и да бидеме учесници на тоа светско првенство, што е многу важна работа за одржување на тој континуитет. Јас во животот секогаш сум оптимист и така и гледам за следното светско првенство, така се поставувам. Видите, светско првенство е светско првенство и ние не можеме да бараме група каде што би ни дала некоја сигурност дека ќе имаме добри надпревари и победи во таа група. Ако се вратиме години и пол уназад, ќе видиме дека имавме една поволна група на светското првенство во Катар, каде што издвојувавме 4 победи и само еден пораз во крупната фаза. Меѓутоа, кога дојде најважниот надпревар, тоа е осми на финалето против Словенија, ние као подобри пласирани втори, а тие као трети, ние не го поминавме. Така да групата као група е таква каква што е. Ние едноставно треба да се припремиме за целиот турнир, да си ги поставиме нашите амбиции на тоа светско првенство, значи што очекуваме, како очекуваме и да веруваме во тоа што ќе го поставиме. Репрезентациите се од нашата група што ги добивме противници се такви какви што се. Да почнеме со Шпанија, исклучително силна селекција и таа Шпанија, мислам дека да не се залажуваме, е фаворит број 1 во нашата група. Другите 5 селекции, помалци или повеќе, со исклучок на Ангола, која што можеме да зборуваме, меѓутоа јас искрено немам никакви информации, ниту сме имале средба со нив. Другите 4 репрезентации се малтене од европскиот, од светскиот врв, меѓутоа тоа се репрезентации со кои што може да се игра. И треба да си поставиме еден да го дигнеме нашиот морал за тоа што, ако може така се каже, тие ни се стари должници. Да почнеме од Тунис, кој е најпресен од пред неколку месеци, кој ни остана должник од оние олимписки квалификации, Словенија која што не елиминира во осми на финалето на светското првенство во Катар, и Исланд кој што долги години, значи имаме и позитивни моменти, меѓутоа имаме доста и негативни. Едноставно да ги земеме тие репрезентации како така едни стари должници и да пробаме да се измотивираме и да им го вратиме тој стар долг. Најважно е што може да се игра со тие репрезентации, не можеш пред време да кажеш дека ќе го победиш ово или оно и тоа не е добро, да се гледат така работите, меѓутоа може би подобро е така да кажеме можам слободно да кажеме на тешка група, значи каде што нема да правиме како македонци да калкулираме, овие ќе ги добиеме, од овие ќе изгубиме, не напротив, да засукаме ракави и да работиме, да истемпираме нашата форма, да направиме добра игра, да се надградиме и да максимално спремни се спротивставиме на сите противници во нашата група. Настап на мундијал е императив сам по себе. Македонија веќе има искуство, поготово оваа генерација. Иако не е истата генерација, кој е квалитетот на овој тим што ќе игра на мундијалот во Франција во однос на претходните големи надпреварувања, седно дали станува збор за европски или светски првенства, бидејќи играме континуирано на овие големи собери ракометни? Видите, како што кажав, има некоја најава за подмладување и реновирање
на самата наша репрезентација, ние не можеме да претпоставиме тоа, некој што го знае, тоа е единствениот нашиот селектор. Лино Червар, мене ме радува тоа дека во тие помлади категории сега нашите младинци за краток период ќе учествуваат на едно европско првенство, каде што нема тоа учествувано долго време. Значи таа нова генерација која се појавува и одговор на твоето прашање ќе добиеме откако ќе видиме како тие ќе се однесуваат таму и што тие ќе направат на тоа европско младинско првенство. Мислам што се одржува во Данска за неполни месеци и нешто. Значи ние не можеме сега, немаме права слика како ќе изгледаме, какво ќе биде тоа подмладување со кои играчи, едноставно да видиме она што го кажав, да видиме како таа македонска иднина, млади играчи кои што е неоспорен тој индивидуален квалитет и напредок кој што ги имаат во последните 2 години, ќе се однесуваат на едно големо надпреварување. Добро е што имаме време да тоа се среди, да се тренира. Нашиот селектор најавува некој нов модел на функционирање, нешто слично као германскиот во последните 3-4 години, како што ги функционира германската национална селекција и на сите тие работи можам спомнам да кажам дека гледам позитивно, меѓутоа немаме никакви бетувања дека ќе бидеме добри или лоши. Значи време имаме, што е најважно, треба да се работи и јас се надевам дека ќе направиме еден респектабилен тим, подмладен, со многу амбициозност, со многу желба и страст за играње за Македонија, за својата репрезентација. Има ли оваа селекција актуелна сега искомбинирана со и нов селектор и неколку нови играчи, големи мотиви за резултатски план на Мундијалот во Франција, поготово ако се земе в предвид дека неколку играчи од оние стандардните Миркуловски, Мојсовски веќе ќе ги немаме во составот. Ке се почувствува ли таа празнина многу или очекувате дека тимот ќе покаже компактност како на реваншот со Чешка? Видите, неоспорно е дека со самото неприсуство на играчите типот на Миркуловски и Мојсовски, значи ние ќе ја почувствуваме таа празнина, меѓутоа во спортот е така, значи не само кај нас доаѓа таа смена на генерации и тоа треба да се преграми. Значи свежа крв ќе има, ние што сме поискусни, што ќе останеме, ќе пробаме уште од првиот ден да и наметнеме победнички дух, значи да им го подигнеме моралот, да тие научат уште од нивни млади години, уште на најдобрите години 19-20, да едноставно бидат приморани така да размислуваат победнички и тоа е нашата задача. Значи ние тоа ќе го направиме за нив, а тие ќе ни вратат со тоа што ете така и треба да бидат благодарни што ни имаат нас и ние заеднички да пробаме да направиме како да кажем еден сплет на искуство и на младост и да постигнуваме на добри резултати. Оној двомеч со Чешка, практично што беше дебитантски настапи на новиот селектор, покажавме две страни. Во Чешка одигравме не така добро или недоволно добро, за разлика од Скопје, каде што покажавме карактер, желба за победа, покажавме тимски дух и покажавме дека и со помош на публиката можеме да го направиме она што некој по првиот меч во Чешка го сметаа за неостварливо. Дали тие падови, осцилации кои ги имаме во националниот тим можеме да ги избегнеме на едни такви клучни надпревари, поготово кога станува збор за турнирски систем на големите надпреварувања, каде што знаеме да имаме навистина сериозни осцилации во тој дел од играта. Видете, овој двомеч со Чешка беше многу специфичен од различни аспекти. Мислам дека направивме еден добар резултат, без разлика што имавме една негатива од 6 голови разлика. Ракометните работници, тој спортските работници велат толку си добар колку што противникот ти дозволи. Репрезентацијата на Чешка нас на надпреварот во Чешка не ни дозволи да бидеме добри, иако е неоспорен нашиот квалитет. Што сакам да кажам? Сакам да кажам дека поминавме, победивме една амбициозна селекција, добро селектирана, подмладена, која што многу трча, која што игра модерен ракомет. Можеби немаше во своите редови некои препознатливи имиња,
од типот на Јиха, од типот на Хорак, меѓутоа по мене лично тоа беше нивна и предност. Мислам дека да беа тие 2 имиња ќе поминевме многу полесно. И со тоа се гордеам, за тоа што успеевме да достигнеме таа голема негатива од 6 голови разлика, значи дадовме еден па и слободно да кажам, сепак ние имаме континуитет и тоа е само еден бараж надпревар, меѓутоа многу важен за Македонија, за пласман на Мондијалот. Дадовме еден историски меч каде што успеавме да анулираме на предност со 6 гола разлика. Малце ми е криво, затоа што игравме толку добро, што не успеавме, тоест не знаевме да ја прегазиме. Значи на крај испадна дека се пласиравме за малце, па отворивме полемика дека некој ни помогнал, дека некој сакал Македонија, меѓутоа тоа не е вистината. Вистината е што ние едноставно не го искористивме, имавме 3-4 моменти каде што можевме да демолираме Чешка со 13 до 14 голови разлика, одигравме еден перфектен надпревар и тоа ме радува што покажавме карактер и најважно од све е што после ова најавување за подмладување на нашата репрезентација успеавме заедно со Миркуловски и Мојсовски начело да ги испратиме и како победници од национално. Како победници да ги испратиме, меѓутоа и да уште од нивните млади години нашите таленти као Кузмановски, као Талевски, сега Голманчето, Томовски и сите други да не ги набројам, едноставно да уште во тие години го почувствуваат она што ние као генерација не го почувствуваме. Ние многу време помина после генерацијата на Пепи Манасков, кое што не ни го остави тој пат. Ние моравме на ново да играме квалификации и тука изгубивме 6 до 7 години, што е голем хендикеп за нашата генерација. Ние од 2002 до 2009 едноставно се мачевме да стигнеме до големо напредување, посетувавме квалитет, игравме во добри екипи. Сега ние успеавме да оставиме на помладите. Заедно со нас сега ќе бидеме и учесници нормално, меѓутоа да во тие млади години стекнуваат искуство да играат гради во гради со најдобрите репрезентации, со најдобрите играчи во светот и тоа е голем плюс за нив во нивните кариери. Играш во Барселона, во друштво си со најголемите звезди, ти си една од најголемите ракометни звезди во моментот во Европа. Каков е контактот со останатите играчи кога говорите, да речеме, за Македонија како национален тим? Што сметаат твоите први соиграчи и соработници во Барселона? Како ја гледаат Македонија како национална репрезентација? Постои огромна разлика. Ако ова прашање ми го поставевте во периодот од 2002 до 2010 година, каде што мака мачевме да избориме пласман, и периодот од 2009 до сега, до 2016, каде што сме скоро секоја година учесници на големи надпреварувања, мислам дека успеавме, тоа не е воопшто лесно, да го подигнеме нашиот рейтинг на македонскиот ракомет, на македонскиот национален ракомет. И ако малце изанализирате, значи покрај победите кои што се многу сладки и убави и во поразите, во последните 6 до 7 години ние ретко имаме пораз убедлив, значи убедлив да бидеме демолирани, што не беше за пример во минатото, каде што скоро на секој надпревар со подобрите селекциите од европскиот и светскиот врв, едноставно влегувавме во надпревар однапред предадени и бевме демолирани со од 10 до 15 голови разлика. Сега тоа не се случува. Ние на Европското првенство во Полска немавме ни една победа, имавме само 2 нерешени надпревари, меѓутоа ни една репрезентација не успее да не надигра. Бевме во играл со Франција, бевме во играл со домаќинот Полска, бевме со Норвешка кој што играше полуфинале. Добро, игравме добар надпревар со Србија. И тука е тој виден наш напредок, каде што никогаш не се предаваме и влегуваме рамноправно, без разлика дали се работи за Франција, за Шпанија, за Хрватска, едноставно влегуваме со мисли пред надпреварот да победиме. Значи, евидентно е дека нашиот рейтинг го подигнавме и одговор на вашето прашање е дека било која европска репрезентација, дури и од самиот врв, која има големи амбиции за медали, сме во овие моменти, сме во последните 6 до 7 години почитувани као национална селекција, европска национална селекција. Нов селектор, нов систем на работа, нова филозофија, Червар е навистина еден интересен, специфичен тип на тренер, надворе од она
стандардна шема вообичаена, знае да биде огромен мотиватор, знае да подигне атмосферата, знае да биде самокритичен, но и да критикува. Што како капитен ти почувствува во овие два меча со Чешка од поразот до победата во однос на соработката со Лино Червар? Видете, специфично кај Лино е тоа што ние се знаеме долги години, имаме работено во Загреб во два наврати во мојата интернационална кариера. Се почитуваме доста еден со друг. Не почитува тој како играч, го почитувам јас како тренер за се она што има направено и се уште што прави. Јас можам да одговорно тврдам дека да ни се случеше оној пораз со 6 голови разлика со било кој тренер, со најдобриот тренер во светот моментално, каде што би можеле да го избереме да ни биде тренер, мислам дека многу тешко како македонци, како менталитет би се вратиле од оној дебакал од Злин, од Чешка. Едноставно човекот е роден по мене да води национална селекција, да биде селектор, тој е добар мотиватор, добар психолог, значи воопшто не се створи нервоза после загубениот надпревар, иако се створи една таква атмосфера во јавноста кај луѓето кои што беа, па слободно можам да кажам и разочарани, не од нашиот однос. Јас ви кажав дека ти си толку добар колку што противникот ти ви дозволи, нас Чешка не дозволи да бидеме добри, затоа што беа добро спремни. Меѓутоа Лино успеа да се справи со сите тие работи, едноставно добро да не припреми за реваншот со Чешка и мислам дека од еден таков психолошки притисок ние го извадивме максимумот во тој момент. Мислам на работа да, на Лино Червар како селектор. Оно што го имавте претходно и со Па јас веќе уште еднаш ќе повторам дека Лино е мајстор да она работата. Значи, кога е тренер во клуб, тој е 365 дена, а кога е тренер во репрезентација, едноставно треба да ја подигне екипата, затоа што пред него има само 15 до 20 дена, што припреми, што надпреварување. Тој е мајстор за да го извади максимумот од таа селекција во тие 15 до 20 дена. Кој што кажав, добар мотиватор, добар психолог, па слободно можам да кажам дека добро тактички ги проучува и противниците и тука е нашата предност каде што тој има освојувано неговите најголеми успеси се поточно со националните селекции. Значи, нема клубски успеси, можеби нема големи, меѓутоа со национална селекција со Хрватска бил светски првак, олимписки шампион. Значи во еден период од 7 до 8 години тој бил константно на тронот. Дали се работи за првак или освојување на сребрена медаља, на бронзена медаља, значи се појавува константност кај него во тој период, дури ја водеше селекцијата на Хрватска. И тоа искуство сигурно дека ќе му послужи. Она што го гледам јас, го гледам дека е многу амбициозен, дека верува во проектот во кој што се нафатил да го работи, а чим тој верува, значи ние сме приморани да веруваме сите заедно и да пробаме да направиме еден добар резултат за Македонија. Првата мисија со Лино Червар е остварена, настап на Мундијалот во Франција, меѓутоа тој многу често, откако беше наименуван, рече сакам да одиме во Франција, но сакам да одиме на Европското првенство во Хрватска. Плановите на Червар се очигледно долгорочни за успех на Македонија. Сметате ли дека тој континуитет со Лино Червар ќе можеме да го задржиме и со оваа актуелна репрезентација, заедно со смената на генерацијата, која е неминовна, едноставно тоа го прават сите? Па, исто покрај овој пласман на светското првенство во Франција, од голема важност ќе биде и пласманот на Европското првенство во Хрватска. Како за тие млади играчи, за тоа подмладување, така и за од типот тоа што ќе се игра во Хрватска. Значи ние имаме такво искуство играјќи светско првенство во Хрватска 2009, потоа Европското во Србија. Значи ќе имаме ветер во грб, нашите навивачи нема да не заборават, ќе бидат блиску до нас. Ќе го имаме тој осми играч, што би се рекло, и сум сигурен сум, иако групата што имаме не е воопшто наивна, тука е Украина која што е, ако е подценичен незгодна репрезентација, ќе имаме Чешка која што е последните 3 до 4 наврати стално е елиминирана,
стално елиминираме, значи ќе биде желна за реванс, веќе почнаа со оние нивни игри од типот дека тие биле преварени во Скопје, дека тоа меѓутоа мислам дека тоа е една стратегија за они полека почнуваат да се припремаат за она што не очекува во октомври и во ноември. Нема воопшто да биде лесно, тука е Исланд со кој што може да се игра. По мое мислење ние ако имаме високи амбиции, со Лино Червар тоа е неизбежно, па чак треба да се потрудиме и да атакуваме и на првото место во оваа група, затоа што доколку завршиме први, ние ќе имаме уште повисок рейтинг во ждрепката за европското правенство. Значи би стартувале од прв шешир, евентуално втор шешир, каде што би биле привилегирани во самата ждрепка, доколку ние имаме амбиции да направиме некој добар резултат на европското првенство во Хрватска. Споредбено Мундијал и Европско првенство. Ние на овој Мундијал во Франција добивме практично европска група, која е многу силна. Многу е потешко да се игра на европските шампионати. Кој е максимумот на нашата репрезентација на Мундијалот во Франција, додека сме на тема репрезентација и настапите на големите надпреварувања? Секако рано не можеме да предвидиме затоа што не знаеме како ќе изгледаме. Значи, тоа што се најавува ќе дојде, значи, до промена на генерација и ќе дојдат нови играчи, свежа крв. Го знаеме начинот на функционирање на тие светски првенства. Значи може да се деси да ние скоро не добиеме ништо во групата, да се пласираме во осми на финале. Ако го добиеме тој осми на финален меч, може да се направи многу после тоа и обратно, да добие све до група и да го изгуби што осми на финален меч. Концептот на играње, тој системот на преварување на светските првенства ни е познат и меѓутоа нашата предност е тоа што Лино тоа веќе го знае и мислам дека тоа добро ќе го истемпира и ќе стигнеме живи и здрави на тоа светско првенство во добра форма, добро спремни, добро истемпирани и се надевам дека најважните надпревари кои ќе биде потребно да се добие за да се помине некоја фаза, ние ќе бидеме на највисоко ниво и да не ни се случува она што ни се случува во минатото. Кирил Лазаров е ракометар со извонредна кариера, човек, вистински спортски джентлмен, личност комплетна. Колку е тешко да се изгради еден ваков тип на играч како што сте вие и да остане стабилно на земјата, бидејќи во вашата кариера практично нема дамка, ниту како играч, ниту како човек и на приватен план и во односот со навивачите. Како се гледа Кирил Лазаров од почетокот на кариерата до овој актуелен момент, до Барселона, преку сите тие меѓународни настапи на клупски план? Видете, јас почитувам луѓе, почитувам спортисти, секој нормално во својата работа, во својата бранша, кои што се константни. Луѓе кои што во своите кариери, без разлика кој каква кариера има, почитувам луѓе кои што немаат многу успони и падови. И можам слободно и се гордеам сам со себе, можам слободно да кажам дека мојата кариера, доколку се изанализира, или сезоните поминати што имат изминато кои се позади мене, значи сум имал подобри или полоши сезони, меѓутоа сум бил константен и тоа ме радува. Без разлика на сезоната дали била успешна или неуспешна, индивидуално повеќе помалку секогаш била успешна, меѓутоа на тимски план имало и успешни и неуспешни сезони. Дали се работи за успех или неуспех, значи мојата амбициозност никогаш не била доведена во прашање. Секогаш не ми недостасувала мотивација за да почнам на нова сезона, она од август да почнеш мотивирано и да си поставиш цели кои што во текот на годината стремиш да ги исполниш. И тоа треба да биде пример и за сите помлади спортисти, значи никогаш да не те задоволуваат работи и успеси, па макар биле и огромни тие успеси. Значи тоа ги одликува врвните спортисти, големите спортисти. Например, ја би ги издвоил спортисти од типот на Ноле Џоковиќ, спортисти од типот на Леонел Меси, сега моментално да се вратиме, Мајкл Џордан. Значи никогаш не биле задоволни од она што го прикажувале. Истиот сум и јас таков. Многу ми е
чудно кога ќе седнам на кревет и кој ќе пуштам и кога се гледам самиот себе, колку год да бил добар надпреварот, мене не ми се допаѓало, што во тој момент чувството ти е скоро никакво. Меѓутоа, од друга страна, тоа ти дава сила да одиш напред. Значи, покрај милионте супер работи, увидуваш некои грешки кои си ги направил и едноставно се нервира сам со себе како е тоа можно. Друго е кога си на терен, друго е кога се гледаш од страна. И тука е таа работа која што ги одвојува големите од малите. Мене ме нервира искрено нашиот менталитет, каде што па и нашата ценета публика, нашата ценета фаланга, целиот македонски народ, па дури и јавноста кои што ете од една мала победа, макар и таа да е важна, се ствара еуфорија и се прави како тоа да е кузне какво чудо. Меѓутоа, тоа покажува дека тие сакаат Македонија, дека Македонија е желна за успеси, меѓутоа не ми се допаѓа менталитетот. Значи, менталитетот треба да бидеме амбициозни, со високи амбиции секогаш, да стартуваме, да сакаме да направиме секогаш повеќе, да не се задоволуваме сами од себе и мислам дека Лино го има проценето нашиот менталитет. Тука ја гледам нашата предност каде што да. Многу е важно да имате селектор или тренер кој го познава менталитетот. Значи ние можеме да го донесеме и најдобриот тренер на свет, ако тој тренер не го познава нашиот менталитет, не ги познава играчите, поготово зборам за национална селекција. Значи не можеме само од себе, од еден добар и квалитетен тренинг, ние да постанеме и добра репрезентација. Значи мораш да ги познаваш индивидуално играчите, да знаеш кој во кој момент што му фали, како треба да го дигнеш, па некојаш и да го спуштиш ако гледаш дека превишимо отидено, дека е презадоволено од она што го прикажува и тоа е тоа менаџерирање во спортот кој што покрај ракометните овие ракометните тајни треба да знаеш да менаџерираш и со луѓето. Значи не е добро само во спортскиот дел да бидеш добар, значи треба да бидеш комплетен и мене тоа ми е јасно. Јас се надевам дека ќе пробаме барем за малце така да го промениме тоа кај нас и да со само мислам дека веќе го променивме. Значи се почувствува со Чешка дека едноставно тргнавме да ги згазиме, немавме падови во играта. Да, дури кога имавме падови во играта едноставно не се случи кај нас некој психолошки пад, напротив, останавме да игравме квалитетно, концентрирано, фокусирано. Ако тоа успееме да го промениме, мислам дека сме на добар пат да направиме нешто квалитетно за нашиот спорт воопшто. Кога би можел да издвоиш две работи во твојата кариера, добра и лоша, на што прво ќе се сетиш? Добра и лоша. Долга е мојата кариера, добра и лоша. А видете, има многу, да, има многу работи, знаете. Гледајќи колективно би ја издвоил титулата со Барселона. Ова е од Лигата на шампиони, долго очекуваната титула која што ја чекав скоро деценија и пол и не се откажав. Значи, она што ви го кажав, значи секоја нова сезона ја стартував со високи амбиции и со мисла дека таа сезона, меѓутоа тоа се 10 до 15 години кога што ја стартував, меѓутоа не се откажав. Не се откажав и дојдов до Барселона. И првата година во Барселона ние ја застанавме до полуфиналето и пак не се откажав. Значи верував во тоа и на крај дојде успехот. А од индивидуалните награди мислам дека тоа секој треба да биде поврзано со нашата национална селекција, каде што успеав на два пати на светското првенство во Хрватска и во Србија да влезам во историјата на светскиот ракомет со помош на моите колеги, нормално со целиот тим на нашата репрезентација да влезеш као најдобар стрелец во историјата на светските и европските првенства, што воопшто не е лесно и тоа со една селекција како што е Македонија, значи не е тоа селекција од типот на Франција, Шпанија, Данска, каде што е многу полесно да играш обкружен со 16 екстра квалитетни играчи што играат во големи клубови. И ете тука можам слободно сум горд како на себе, така на мојата фамилија и на моите соиграчи кои што успеавме заедно. Тоа е мој индивидуален, меѓутоа тоа е заеднички успех на цела Македонија, затоа што кој ќе се споменат овие податоци под името Лазаров Кирил као најдобар светски и европски стрелец на тие првенства во историјата на светскиот ракомет, стои
и Македонија. Значи МК да стои, не стои само Кирил Лазаров. Ете, тие се тие добри работи. Солзите по Гданск, дали е тоа моментот кој му недостасува на Кирил Лазаров, па и на оваа генерација олимпискиот сон кој не ни се оствари, солзите на сите играчи кои навистина многу не погодија сите тој резултат во Гданск. Отпатувавме со мисла, за жал, дека ние сме веќе во Рио и можеби тој момент е дел од оној дел што се вели помалку добриот дел од кариерата на Кирил Лазаров. Па да, меѓутоа јас ви кажав дека јас 15 години чекав Лига шампиони, така да ќе почекам и Олимпијада. дали како играч и како тренер ќе ја дочекам. Сега треба да се биде стрплив и амбициозен. Значи, еве, стартуваме припреми од националната селекција за светско правенство, меѓутоа Господ само знае кога ќе биде она што го посакуваме. Значи, ако чека 15 години титула Лига шампиони, да бидеме стрпливи и да видиме времето што ќе донесе. Во животот треба да се биде амбициозен и да се верува. Значи, се случило тоа и готово, нема назад. Што ако тагуваме сега? Значи, не завршува тука животот. Се чека нов ден, ако си амбициозен, ако си чесен, ако си вреден, храбар да се справиш со предизвикот, ја мислам дека нема нешто што е недостижно. Нема да ветуваме ништо и најлесно е да се вети, знаеш, тоа само на себе си наметнуваш притисок што не е воопшто лесно да се справиш. Но меѓутоа Македонија има традиција за спорт, поготово за ракомет, има иднина. Мислам дека доколку се работи, па и во иднина, а не мора да се биде као играч и као спортски работник, мислам дека можеме на Македонија да и носиме уште многу спортски и ракометни радости. Кога сме на прашањето иднина на Македонија, втор камп кој го организираш од минатата година до оваа година, што ти остава впечаток во однос на организацијска смисла, во однос на присуство на овие млади надежи за кого си ти вистинска спортска икона? Македонија има таленти, треба да се откријат и треба да се работи на тоа. Видете, јас и мојот тим направивме еден проект каде што сме многу задоволни, веќе втора година. Можам слободно да кажам дека ова година го организиравме на уште повисоко ниво, во 2 смени, со уште подобар квалитет, со уште подобар и посигурен начин на функционирање. Значи напредувавме, ги увидовме грешките кои секогаш ги има, треба да ги детектираш, ние ги детектиравме и ова година сме уште подобри, до година ќе бидеме уште подобри. Таленти постојат. Јас кога разговарам со дечињата тука од кампот, секогаш им велам, имате среќа што некој би го организира ова, би го прави за вас во наше време. Значи немавме воопшто можност да присуствуваме на вака добро организирани евенти од типот на овој камп, каде што едноставно ти имаат на располагање све. Значи не само самата организација, не само моето присуство, значи ние успеваме заедно со мојот тим да доведеме стручен кадар кој што во текот на тие 7 дена работи многу стручно, многу амбициозно и сигурен сум дека тие после одењето од овој камп, значи и се стануваат и подобри луѓе и подобри ракометари. Значи организацијата е перфектна, имаме многу квалитетен стручен кадар кој што во текот на тие 7 дена работи, едноставно сме комплетирани и екипирани и сум сигурен дека на таа нивна годишна возраст во овој период можеби не се свесни во моментот, но ќе бидат свесни кога ќе постанат добри играчи и ќе се присетат на овој камп и ќе речат да, ние постанавме, меѓутоа од мали нозе трениравме, не едуцираа како што треба, работевме стручно, учевме од поискусните играчи. Значи ние имаме и гости овде кои што доаѓаат, мои колеги репрезентативци, секој има своја улога и покажува на тие деца и по некое време ќе станат свесни дека овој камп, можеби нема моментот, дека овој камп има огромно значење за напредокот во нивната кариера. Колку вас лично, за крај, ви исполнува фактот дека вие практично сеете иднина на македонскиот ракомет. Не е само камп како камп. Едноставно, ова што вие го правите и што би рекол Ино Червар, ние базата создаваме, натаму е на останатите. Колку тебе лично како
спортист, што Па мене воопшто, родител. мене воопшто не ми е тешко, еве ова година останавме и 14 дена. Ние како професионалци немаме многу ни слободно време. Еве се одлучиме да го потрошиме тука. Значи опкружен сум, лично за мене зборам со квалитетни луѓе околу мене кои што дали би го пиел јас кафе во Скопје или во Свети Никола, јас пак би го пиел со тие мои пријатели, мои колеги кои што си цело време со нив во мојата спортска кариера. Едноставно сме собрани на исто место, се дружиме, добро сме организирани, имаме време и за одмор, имаме и за дружба, тренираме, значи од животна важност што успеваме да собереме еве во ова смена и повеќе од 250 деца да ги едуцираме, да ги учиме како да се хранат, да постанат подобри луѓе, да постанат подобри ракометари. Значи не осеќам ни еден товар, напротив, она се регенерирам, уживам покрај брегот на Охридското езеро заедно со моите пријатели. Мислам дека правиме нешто добро за Македонија и воопшто за македонскиот спорт. Заро ви благодарам за одвоеното време. Знам дека сте многу запатени и дека врските едноставно мелат. Уште еднаш благодарност што одвоивте време да разговараме на тема и репрезентација и Кирил Лазаров и кампот. Благодарам и на вас и поздрав до вашите гледачи на ТВ Нова.